Тоа е исто као и се јавуваш на некоја цура и викаш, многу ми се свијаш, она ти викате, ти мене ми се свијаш, баш супер што се сретнавме, што и викаш, супер, кога ќе искочиме, она ти каже, леле, колку сакам да искочам, ама, и секогаш има некоја ама. И ти се јавуваш она, да, сака, ама секогаш има некоја ама. Ама, заради тоа ама ти не можеш да искочиш. И што ќе правиш во тој случај? Ќе продолжиш да и се јавуваш, Ќе продолжиш да ја зивкаш, па да има чувство дека ја смараш, па уште да те презре, да ти се подсмева или не знам што тамо, па да се доведеш во ситуација, појма немам, каква. Не, едноставно прекинеш контакти. Човек што сака, наоѓа начин, човек што не сака, или жена во случајов, наоѓа причина. Кога не сака причина, има едно ама. Така ли во животот? Исто е во нормалниот, во вистинскиот живот. Исто и во политиката. Еве оваа метафора што ви ја кажав, само пренесете ја на тема Македонија Европска унија. Истата работа. Ние им викаме 35 години, ама многу ни се свиѓате. И ви викат, па вие нас колку ни се свиѓате, да знаете, старата дама секојаш така ни вика. Леле, вие нас колку ни се свиѓате, ама шо ама? Па еднаш е ама ова, еднаш е ама она, еднаш е уморна да кажеме, која ќе каже, леле, сега немојте сега да барате влез, тоа пред да споровиве дискочат со Грци и Бугарија, леле, немојте сега влез, ве чекаат реформи, а ние имаме други работи да завршиме поважни, па сега проширувањето не ни е у план, остајте состанок, имаме тогаш да... Значи, секогаш нешто не може, секогаш има некој проблем, поради кој што ние не можеме да се видиме тет-а-тет со Европска, не можеме да бидеме до Европската унија, со Европската унија, на кафе, на ручек, појма немам каде. Истата работа како во животот. Само ние што правиме грешка? Не е ли нормална ситуација да се работи за некоја девојка, ако ви се дешава ова, фино лепо се јавуваш еднаш, два пати, до 3 пати, гледаш дека секојаш има некоја ама и веќе не и се јавуваш. Забораш, бришеш број или така, едноставно забораш. Али ние правиме контра логиката со Европската унија. Ние 35 години, она ни викаа, да многу ве сакаме, многу сакам да бидете со нас, ама. Ама ова, ама она, ама вака, ама така, дали било името прво, па после појма немам идентитетот, па имате спор со Бугарија, па решете го спорот, па сега тој ни доаѓа кошта, како се вика, тој вика, леле, колку ве сакаме, тука ни дојде, Скопје, да ни каже колку не сакаат. Ама, јебига, ние стварно ве сакаме до нас. Ама вие мора да го отворите уставот, мора да ги ставите Бугарите в устав. Сега, пак метафорава. Девојка, дечко и ЕУ Македонија. Македонија е, нели, дечкото, ако е именка од женски род, али у случајов е дечкото. Сега, кога девојкава или женава, секојаш има некоја ама. Прва предпоставка е дека чекајте. Ми звонеше некој. Значи, кога има премногу ама, кај девојкава, прво што ќе помислиш? Прво дека не си незин тип и второ дека има јебач или двајца, тројца јебач, не е битно колку. Значи од тие причини ти се повлекуваш, пошто знаеш дека или не ја палиш или има јебач. Сега, па метафорава со Европска унија и Македонија. На толку ама, ние како држава треба да претпоставиме дека има јебач. Кој е главниот јебач на Европската унија, знаете ли? Мислам покрај Америка што она константно си ја јебе, тоа не. Има втори јебач. Тоа е Бугарија. И сега ние сакаме покрај Бугарија да го збрцаме, тоест да и се збрцаме на ЕУ. Не може тоа така. Гледате како јебач е Бугарија, дури Евровизија им дадоа. Со песна што кажува многу, најмногу кажува кои се бугарите. Гледате ми ја песната за Евровизија што им беше. И све ќе сватите кои се. Композицијата, мелосот, физиономијата на изведувањето.
татаро-монголоидна, класично. Каква врска ние имаме со тие? Ова не вреѓам, него кажувам факти, со тие физиономии, со тој мило, со тоа. Каква врска имаме ние? Барем си покажа кој се со песна на Евровизија. И Европска унија си покажа која прца. Дека татаро-монголиве си ја прцаат. Само пази, тоа прцање утре заутре ќе им се одби од глава на европјаниве, на Европска унија. Пошто тоа сега што им го прави овој вториот јебач што име Бугарија, така ги јебе добро, со овие уцениве што ги праќа на Македонија, што еден ден ќе се отворат други проблеми поради ова прцање на Бугарија. Слични проблеми ќе се отворат на Унијата. Други билатерални спорови, не само со нас, овој што го има. Ете, тогаш ќе биде калакурница. Колку побрзо ќе се распадне таа работа. Али тогаш Европска унија ќе свати дека овој јебачов што е сега втор јебач е Бугарија на Европска унија. Дека многу ги има изебано. Многу гадно ги има изебано. Од тие првиот момент кој ќе решат да ја напуштат унијата бугарите, верувајте уште пред да ја напуштат ќе најдат друг што нив ќе ги прца. И ќе му се пришлямчат у скутето. Кој што правеа кога се прешалтува од скутот на Хитлер у скутот на Сталин. Истата работа. Како што правеа кога се прешалтува од скутот на Тодор Живков у скутот на Европската унија. Иста работа. Пошто нели они немаат врска со комунизам, со диктатура, пошто Тодор Живков беше страхотен демократ. Тито бил проблемот. Се надевам дека со метафориве убаво пластично ви објаснив некој работа. Ова особено треба да го знае опозицијата, начело со Венко Филипче. Уствари тој не е начел на опозиција, пошто има партија која има поише членови моментов од СДС и порелевантна е на политичката сцена, али не е се, ајке ги рачунаме дека е тоа така. Тој Венко Филипче продолжува најбесрамно да се става во функција на бугарската фашизоидна кауза, агенда, операција за бугаризација на Македонија. Најотворено се става на нивна страна. Не од Дубај, од тука, од Скопје. Што значи, нашето обвинителство, нашите органи за прогон, се што треба да направат е само да го приведат. Веднаш и да го оптужат за велепредавство. Тоа е за како ќе биде тоа. Делување против уставниот поредок на Република Македонија со донесување на Македонија како ќе биде тоа во подредена улога или во субмисивна позиција во однос на друга соседна држава. Затоа што им се става во функција на нашите крвни непријатели бугарите. Душмани пар екселанс. Душмани докажани низ историјата. Душмани кои што само влакното од време на време го менјаат или кошулката кој овие змиеве, ама ќутта не ја менјаат. Целта им е Македонија, поделба на Македонија. Со тоа што они да приграбат еден поголем дел од неа. До Охрид, рецимо. Како е скапо, па тама не знам што ќе му у Охрид дидат. Ке им себе мамата, болje има у Осло дидат на одмор, или у Стокхолм, него у Охрид. Али запнале Охрид да го земат. Да му е беше мата. Ради културните споменици, артефактите итн. Иначе не верувам дека на таа скапотија таму у Охрид. Ова, што сакав да кажам? Мислам дека на многу убав начин ви објаснив што треба да направиме, а и што треба во однос на Европска унија, а и што треба да направи сегашната власт во однос на трешните непријатели и велепредавниците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на чело со тој доктор. Оти ќе ги подсетам што им се случи на претходниот состав ВМРО-вци. Кога требаше да биде уапсен Заев, ради уцена, ради X други причини, евро за мене, евро за црквата, евро за вицето, ради уцена на премиерот под број 1, која бараше од него да се симне од власт, не беше уапсен и потоа се случи се она што не требаше да се случи. А се случи обезличување
на Република Македонија, тоест престанок на постоењето на Република Македонија со потпишувањето на Преспанскиот договор. Затоа ги предупредувам оваа гарнитура на власт да си направат некој апсење на време. Затоа што овие нема да престанат да роварат, особено не во ситуација ако ги гледате од страна и фаќате сеир. И чекате некој вака како мене да ги нарече велепредавници. И викате, леле, браво, ао, Сашо Тасевска, го гледавте последното видео, ао, што им прави на СДС Партал, па, ао, како ги ебе, ко Бугарија и Европска унија што ја ебе. Ао, колку јако ги. Грешка. Тоа треба да се поапси одма. За да не ве доведат во ситуација еден ден да зажалите што не сте ги поапсили. Пошто нема ваков пример. Таков некој како Венко да го направи ова во Америка, во Соединетите Американски држави, да се стави на страната на Куба или на Кина, отворено, недвосмислено, и да бара она што го бара, пример, у моментот, појма неам, Куба или Кина од Америка, да го поддржи, тоа ќе биде веднаш уапсен и осуден на 50-100 години робија за велепредавство. Не мора да чека да оддава некој тајни или не знам што. Така е во Соединетите држави. Значи веднаш одговара за велепредавство, а казните тамо за велепредавство се страотни. Од 50 години до доживотна, тоест до смртна казна. До ден денес важи тоа. За велепредавство можеш да добиеш смртна казна. Па вие се видите, стајте на вага што е што, али факење сеир од страна не ви брка работа. Овие знае дека од народот нема ништо да добијате, Социјалдемократскиот сојуз. Знае дека народот толку ги мрази, толку ги презира, што веќе не ни сметаат на гласови од народот. Ви зборев за ова. Но и то како сметаат на помош од нивните ментори, оние што ги плаќаат, и од сите оние кои што сакаат Македонија да видат и уште повеќе обезбличена и на крај веројатно поделена или ставена во унијата како некоја аморфна територија на која што не се знае што живее, кој е државотворен народ, не се знае, со тотално загубена сувереност итн. И независност итн. Ако ова до сега што го гледате не ви е доволно да сватите што зборам, тогаш, како да ви кажам, си копате сами на себе гроб, у кој што сами ќе влезете доброволно и сами ќе се закопате. Нели почнете брутално да се пресметувате со непријателите на македонскиот народ и на Македонија. Без задршка, без премислување. Брутално. Пошто тоа ни секако го заслужуваат. Како што? Ви оставам на вас. А сите ние требаше еднаш да размислиме зошто во една ситуација лично персонална, кој се јавуваш на цура за да искочите или ова, и која ностоп ти вика сакам ама денес ова, утре ова, ама заутре ова, прекутре ова, како во таква ситуација нормален човек, рационален, сваќа дека не е пожелен од X причини или дека цурата има јебач 1, 2 или 3, па више и го брише бројот и не се јавува, ја заборава на неа. Како таа истата работа што се однесува во политиката, во меѓудржавните односи, во случајов Македонија и Европска унија, како истото тоа не го практикуваме, истото не го практикуваме со Бугарија. Едноставно ги бришеш, им го бришеш телефонскиот број и викаш фала многу, има многу риби во морето, не мора јас да играм со вас, да излезам на кафе со вас, Европска унија, ќе си најдам некој друг што ќе сака да седне на кафе со мене или било каде или што и да е, а вас кој ве? Тоа е логично и корисно и добро по психичкото, овој менталното и физичкото здравје на оној кој што го сватил тоа и кој што си засртал, знае што сака, едноставно си оди по својот пат. Кој сака да му биде пријател,
да седи со него на ручак на кафа, добре дојдене. Кој не ќе измислува причини, па уште и уценува, како што е тоа случај со Европската унија, па ко тебе матербе, бегај, губи се, да не те гледам. Ајчо.